Со изложба на цртежи, рачни изработки, приредба, децата штитеници од воспитно-поправниот дом во близина на тетовското село Волковија, заедно со персоналот, денеска одбележаа 1 година од почетокот на работата на оваа установа. Ова место за згрижување на децата кои што дошле во судир со законот ги задоволува сите европски стандарди за сместување и работа со овие деца, истакнува директорот на воспитно-поправниот дом Даниел Антоски. Голема благодарност сакам да изразам до Министерството за правда, до управата за извршување на санкциите, до директорот Маријан, кои што ни даваат максимална поддршка за подобар престој на оваа категорија на деца во овие простори кои што доликуваат на 21 век по сите европски стандарди, каде што децата имаат голема можност за нивна ресоциализација и она што некогаш се случувало надвор да не се повтори кога ќе излезат од ова институција. Исто така морам и да се заблагодарам на мојот тим, односно на моите вработени тука кои што максимално се вложуваат во работата со овие деца, во нивната ресоциализација и надеж за подобро утре. На воспитно-образовниот процес на децата во домот работи цел тим од стручњаци. Тимот кој што работи со овие деца е составен од стручен тим на педагог, психолог, социјален работник и воспитувачи матични на овие деца од секторот за ресоциализација, инструктори во повеќе области каде што децата се устручуваат и за истото добиваат сертификат. Инаку воспитно-поправниот дом во близина на селото Волковија зафаќа површина од околу 16.000 метри квадратни. Има 3 објекти за сместување, потоа приемно оделение, оделение за посети, амбуланта, кујна, трпезарија, перална, едукативно оделение, спортска сала и административен дел за вработените во установата. Објектот е ограден со безбедносна жичена ограда. Во дворот пак сместено е спортско игралиште за кошарка, мал фудбал и ракомет. За изградба на воспитно-поправниот дом се потрошени околу 253 милиони денари.